Кога ја примивте информацијата, на кој начин дојде до вас веста, дали претходно имаше некаков контакт со вас се воспостави? Еве мислам дека за граѓаните тоа би било и интересно и убаво да го знаат. Нели многумина се интересираат како ја прими веста. Нормално дека се израдува многу, но не се изненадив затоа што веќе со години наназад и како црква, и како држава упатувавме покани до Светиот Отец Папа да не посети. Значи, поканата од страна на државата сосема разбирливо оди од председателот, од државниот врв, од страна на црквата, нормално, нели, од самиот бискуп. Но при сите средби со Светиот Отец Папа, ниту во еден миг не рече не. Рече дека ќе дојде денот кога ќе ја посетам вашата земја. Очекувам со едно големо нетрпение. Тој ден, кој очекавме, еве, дојде на праготе. Светиот Отец Папа, како што реков, ни доаѓа на 7 мај. На дочекот на аеродромот ќе биде државниот врв и од црквата, меѓутоа и наши млади кои што исто така ќе бидат на самиот аеродром. Неговата прва посета, затоа што Светиот Отец Папа не е само поглавар на црквата, туку нели и државник, односно председател на една мала, но значајна држава во светот. Неговата прва посета официјална е токму на државниот врв, што ќе се одвива во резиденцијата на председателот на државата. После тоа следи неговата посета или средба со поглаварите на верските заедници во Република Македонија. Вие добро знаете дека ние сме и мултиконфесионални, мултирелигиозна држава, но и мултиетничка држава. Светиот Отец Папа едноставно сака да покаже почит кон сите тие верски заедници кои што овде се наоѓаме и можеме заеднички да живееме, а средбата ќе биде во спомен куќата на мајка Тереза. Вие знаете дека мајка Тереза, родена во Скопје, отиде во свет, позната е по самите сиромашни, едноставно се жртвуваше за сите во потреба. Таа е всушност каризмата и символиката од кај што папата заедно со сите поглавари сака да испорачи порака, еве и ние сме тука во духот на света мајка Тереза. Потоа се среќава нели со најранливите категории во нашата земја, но тоа Светиот Отец Папа го прави насекаде. И тие луѓе заслужуваат внимание во очите на Светиот Отец Папа. И тие се деца Божии. После тоа следува светата литургија на централниот плоштад во Скопје. Тоа има една посебна символика. Зошто? Значи, покрај родната куќа на света мајка Тереза, што се наоѓа непосредно на самиот плоштад, таму во свое време се наоѓале и католичка црква, и православна црква, и синагога, и џамија. Со тоа исто така се упатува една порака, еве во таа една мултиконфесионална и мултиетничка држава, самата света литургија се наоѓа токму на плоштадот која е централен настан на неговата посета, но од друга страна, нели, сите тие народи можат заедно да живеат во една слога и соживот. Благодарам многу. Се очекува ли голем број на граѓани, дали веќе има пријавено, каков е процесот на пријавување на граѓаните кои што сакаат да бидат дел од таа света литургија? Искрено да речам дека сум многу изненаден за овие 3 дена што се пуштени влезниците во Оптек да се делаат. Значи, има различни влезници, значи не само за светата литургија, туку и за средба на младите. И средбата на младите е практично организирана во една мултиконфесионална средба и мултиетничка и мултирелигиозна средба, но ако речем дека овие 3 дена навистина сме изненадени, се поделени многу влезници.
се очекува нели голем број на светата миса, кај што сите се добре дојдени, значи не само верници од католичка црква, туку сите луѓе со добра волја кои што имаат желба да бидат на таа света литургија, се добре дојдени, влезниците се бесплатно и сите можат да ги добијат во сите католички храмови ширум земјата овде кај нас. Исто така има една голема заинтересираност и од страна. Значи, ние очекуваме Светиот Отец Папа не доаѓа кај нас, меѓутоа пораката е опатена и за нашата држава, и за регионот, и за светот, па еве од регионот можам да кажам дека има една голема заинтересираност и голем број на верници ни доаѓаат исто така и од соседните земји, малку и подалеку. Ако речам дека има скоро понад 25 бискупи, надбискупи и кардинали кои што ќе видеат, да не зборувам колку свештеници и се друго, а за верниците навистина е голема заинтересираност и голем број ќе дојдат и затоа уште еднаш апелирам сите се добродојдени на светата литургија на Светиот Отец Папа на плоштадот Македонија во Скопје. Место има за сите. Светата литургија е за сите. Ви благодарам многу.